Hello students, my name is Nurten and I will be your English teacher for today's class. Здраво, драги ученици, моето име е Нуртен и аз ќе ви бидам вашата наставничка по англиски јазик за овој час. Денеска ќе учиме за verb to be in present simple, односно за помошниот глагол to be во сегашно просто време. Целите на овој час се следните: да се научи значењето на помошниот глагол sum, да се научи формирањето на помошниот глагол sum и да се примени to be во реченици. Да почнеме. Дефинирање и формирање на to be. Помошниот глагол to be е всушност глаголот sum, кој го употребуваме во сегашно време и се пишува после подметот, односно subject. Тој се пишува во потврдна, одречна и прашална форма. Формулата е следната: подмет плюс sum според лицето, односно subject plus to be. Да погледнеме како се формира affirmative form, односно потврдната форма. Долгата форма звучи вака: I am, јас сум, you are, ти си, he is, тој е, she is, таа е, it is, тоа е. Треба да запомниме дека на трето лице еднина се додава is, додека во множина додаваме are на секое лице, односно we are, ние сме, you are, вие сте и they are, тие се. Скратената форма звучи вака: I'm, your, he's, she's, it's, we're, you're, they're. Да погледнеме за формирањето на negative form, односно негативна или одречна форма. Долгата форма гласи вака, со додавање на негацијата not. I am not, јас не сум, you are not, ти не си, he is not, тој не е, she is not, таа не е, it is not, тоа не е, we are not, ние не сме, you are not, вие не сте, и they are not, односно тие не се. Скратената форма е следната: I'm not, you aren't, трето лице еднина додаваме isn't, односно he isn't, she isn't, it isn't, додека во множина додаваме aren't, односно we aren't, you aren't, they aren't. Interrogative form, односно прашалната форма звучи вака. Значи, subject со to be ќе ги променат местата. Наместо I am ќе биде am I. Are you? Is he? Is she? Is it? И во множина are ќе дојде напред. Наместо we are ќе речеме are we? Are you? Are they? Да го примениме во реченици. I am a student. Јас сум ученик. You are my friend. Ти си мој пријател. He is my brother. Ти си ми брат. She is my mom. Таа е мојата мајка. It is a cat. Тоа е маче. И во множина we are friends. Ние сме пријатели. You are singers. Вие сте пеачи. They are a family. Тие се семејство. Како домашна задача имаме неколку вежби со реченици кои ние треба да ги потполниме празните места со точната форма на помошниот глагол to be или sum според одреденото лице. Значи треба да додадеме am, is или are. И вториот дел од домашната е да ги пополниме речениците со точната негативна и прашална форма од помошниот глагол to be во одреденото лице. That's it for today's class, guys. I hope you enjoyed it and see you next time.